Добро вечер. Во отвореното студио на телевизија Нова. Ќе сгрешив, ќе речев аргументи, но сеедно. Ова е местото каде што во ТВ Нова се дебатира, а често и се анализира. Минатиот понеделник, кога почна кампањата на политичките партии, во ова студио почнавме фактички со анализа како може и со проекција, како може да течат кампањите на политичките партии. Овој понеделник измина 7 дена, повторно сме тука со двајца професори, аналитичари, со кои што мислам дека ќе направиме ретроспектива како досега се одвиваат кампањите. Мои гости, Иланка Додовска, универзитетски професор, и господин Сотир Костов, политички аналитичар. И двајцата сте мои чести гости, сме анализирали многу ситуации. Би сакали вечера да направиме после 7-дневна интензивна кампања на речи сите политички партии, некои повеќе, некои помалку, како ви се чини, во кој дух и во која атмосфера се одвива оваа кампања за предвремените избори во Македонија. Имаме ли демократски капацитет со сиот вокабулар што е нормален за едни вакви ситуации? Додовска? Па, Љубише, уште еднаш благодарам за поканата. Секогаш е чест да се биде дел од вашата програма. Навистина, стандардот кој што го покажувате и вие како новинар со вашето искуство, но и ТВ Нова покажувате дека навистина стандардите во Македонија се на многу високо ниво, на светско ниво, и ве охрабрувам да продолжите и понатаму. Чест ми е што сум вечерва во ова пријатно друштво и верувам дека ќе дадеме свој допринос од страна, нели, како секој од аголот на она што најдобро го забележува и може да го издвои во целава ова ситуација. Како што кажавте и вие, веќе не цела недела трае од официјалниот старт предизборната кампања за предвремените парламентарни избори. Чинам дека сите граѓани во Република Македонија едва чекаат да дојде 11 декември и да заврши првата етапа од затворањето на политичката криза. Овој период кој што измина два пати одложувањето на одржувањето на овие избори, како и големиот број на пресврти и шокови кои што ги доживеавме како електорат и како граѓани, како активни сочинители во општествениот живот во Република Македонија, покажува и укажува на она исцрпеност која што постои во трпението на граѓаните, бидејќи навистина аргументите, ќе кажам, иако не сакам да звучи, нели, дека одбираме страна, но од она што го видовме и што го имаме приложено во целиот овој период, навистина опозицијата заглави многу длабоко во сопствените манипулации. Тоа чинам дека еве се одразува и во текот на стартот на кампањата. Нивниот ќе почнам од опозицијата, зашто што тие се поинтересни за анализа. И полесни се, но и како што кажав и минатиот пат ми се чини во вашето студио, тие се тие што се борат за освојување на власта и затоа нашиот фокус на внимание е повеќе насочен кон нив. Секој сака да чуе некоја нова понуда. Сите ние како свесни битија сакаме да добиеме поредба врз база на која што ќе можеме да донесеме конечната одлука. Верувам дека веќе ниедна политичка елита во нашата држава не ги замислува граѓаните како едно пасивно ткиво и дека сите се многу добро свесни дека навистина помина времето кога граѓанинот можете да го дефинирате и да го конзервирате. Значи, тоа е една многу сега жива материја и посебно со протокот на информациите, со помош на глобализацијата, интернетот, секој од нас има доволен пристап и доволна свест за расудување како би можело, нели, тука формалното образование исто веќе не игра улога, туку интелигенцијата на луѓето веќе не може да се потценува и тоа ќе го осетиме и во наредниот период, конечно и на самото финале. Од она што го видовме, да се вратам на опозицијата, можам да издвојам дека навистина една многу бледа кампања, една многу стерилна кампања полна сега со говор на омраза. Видоа 2 години дека нема да успеат со она што го направија со приватните телефонски разговори, видоа дека тоа не се фати, значи немаше тло тоа да изникне и да се создаде нешто повеќе од сето тоа. Сега, нели, старите играчки кои што, нели, се користе и од времето на УДБА во бивша Југославија, повторно национализмот, разгорување на етнички немири, постојано, нели, продуцирање, отварање на ерупции, на нови некои тензи, отворање на раните кои што речиси ги зацеливме и
продолживме понатаму да ги градиме нашите животи. Навистина, тоа ценам дека како бумеранг ќе им се врати. Посебно, мислам дека улогата која што ја презема лидерот на опозицијата во целата оваа ситуација се повеќе ме уверува и се повеќе сум сигурна дека ја прави бидејќи нема каде да бега. Знаете како, ако си го фатите орото со ѓаволот, нема пуштање. Ако си ја продадете душата, тогаш веќе немате начин како да се вратите назад. Вие можеби и сакате, баш така. Може ќе сакате да се обидувате и со петни сили и верувам дека намерите на Зоран Заев на почетокот беа многу така интересни и искрени. Тој сакаше да биде подобар политичар од Никола Груевски и сакаше да освои власта. Но средствата и механизмите со кои што се послужи и начините со кои што сето тоа го продуцираше и излезе од негова контрола, на крај не доведува во оваа ситуација, во ваков поларитет. И не само што тоа ја направи страшно огромната разлика и ќе ја прави уште повеќе разликата помеѓу двата политички блока. Значи, мислам на ВМРО ДПМН и на опозицијската СДСМ. Не само што ќе се прави овој геп уште поголем во наредниот период, туку Зоран Заев кон опозицијата и кон СДСМ сега го преклони гневот и на албанскиот блок, што е уште пострашно, бидејќи тие сметаат дека постојат прашања за кои што тие самите треба да се изборат и особено она што го кажуваат и моите пријатели од албанскиот политички блок во различните од различни албански партии, деновиве кога се слушам со нив е една иста дефиниција и реченица кај сите. Тоа е дека ако некој треба, тоа сме ние. Доколку ние ја изгубиме платформата врз база на кој што сме се формирале како партии, тогаш би требало нас да не укинат, нели се да се ќе ни ги реши проблеми. Тоа е една тешка манипулација и злоупотреба и намерата намерата не е воопшто да се реши било какво прашање кое што е имагинарно и кое што е веќе решено, туку намерата е повторно да се создаде анимозитет, луѓето да се заколат и можеби претпоставувам едно од сценаријата, бидејќи видовме многу валкани сценарија, да биде нели и да доведе до некакви си граѓански судири. Пак ќе кажам, верувам во свеста и во зрелоста на македонските граѓани, имаме 25 години плурализам, претходно 48 години стејткрафт или изградба на државата. Може би сето тоа нас не прави и генерацијски веќе многу пожилави и поеластични во тој поглед и не верувам дека ќе се исполни истото. Ако ги погледнеме владеачката коалиција предводена од ВМРО ДПМН и посебно тука би го издвоила однесувањето на Никола Груевски, морам да ви кажам дека тоа е навистина еден пример кој што ќе се анализира и од научен аспект, бидејќи човекот навистина не попушти, не покажа слабост во ниту еден момент од овие 2 години премрежја. Знаете, Никола Груевски се соочи со неколку работи во изминатиот период. Тоа е прво, значи тој беше делегитимиран насилно со политички средства, а легитимно е освои власта. Понатаму покажа дека тоа нема да влие на неговото расположение. Втора работа, покажа дека може и понатаму да ги продолбочи реформите и да се бори за она што смета дека е исправно. Тој е професионален политичар, изграден во политика и веќе ценам дека неговата прагма е многу поширока од што можеше некој било кој да си претпостави, посебно не локален градоначалник од Струмица. И трета работа која што можам да издвоам во овој период е дека ВМРО ДПМН навистина покажа дека се партија која што работи во интерес на граѓаните. Кога го кажувам ова, не мислам во тотал дека ќе ги задоволат сите потреби на секој поединечен граѓанин. Сите ние се сваќаме многу условно, јас го разбирам и некогаш е незадоволството кај поединци, некогаш некои решенија можеби не се најдобри, но сепак прв пат во историјата на Македонија имаме пример на политика која што сериозно сака да му го врати достоинството на македонскиот граѓанин. Тоа е болен процес, тоа е тежок процес. Не се сите совршени во тој процес и во тој процес не функционира секогаш секако што теоретски се замислило. Но прв пат функционира и тоа е добар пример кој што, пак ќе кажам, исто така на едно ниво ги подигна стандардите и од македонче од нас направи македонец. Истото го мислам не само за националниот аспект, значи за македонскиот народ, туку мислам и на македонските граѓани. Во оваа влада, 10 години, со сите смени и со сите турбуленции, македонскиот граѓанин доби визибилност. А тоа е нешто за што треба да благодариме на оваа власт и треба да бидеме свесни во моментот кога ќе одлучуваме што сакаме да правиме. И уште еден аспект пред да завршам, тоа е отвореноста на ВМРО ДПМН кон предлозите и кон активностите и кон забелешките од сите македонски граѓани. Ние во овие 10 години не видовме реваншизам поради различно мислење.
Ние видовме реваншизам против криминал. Видовме отворање на некои чаптери кои што во друга некоја власт ќе се зацкрија или ќе отидеа со некаков политички договор, само малку прашина во воздухот ќе се фрлеше. Тоа го видовме, но не видовме реваншизам и не видовме кавги, не видовме подалби, што во генерална смисла говори за тоа дека тие проактивни политики ќе бидат наградени и без разлика на каков ќе биде крајниот процент, мислам дека победникот можеме уште сега да го најавиме. Добро, благодарам за вашата анализа, тоа се вашите ставови, претпоставувам. Немаме директен контраекспонент на некој што би ја бранил опозицијата, јас нема да си го земам тоа право. Господине Сотир Костов, не верувам дека вие една мала реплика. но как да. Ама на дополнување. Никој не ја совладал лекцијата што ја одамна ни ја даде Гете со Фауст, кога колешката рече за продаденост на душата, па не е касно да се прочита Фауст од Гете, да се види што се случува кога некој ќе си ја продаде душата. И едно само, кога беше делегитимиран, да се согласувам, но не со политички средства, може би лапсус беше, со недозволени средства, бидејќи се делегитимира со политички средства, ја мислам крајно безобразно, со крајно сурови средства недозволени во политиката се атакуваше на личностите од коалицијата во власта, па во тој контекст и на Никола Груевски. Видите, јас мислам дека политичката сцена во Македонија, да не речем политичката арена, е раздвижена. Влада е за сега некој Рихтер до 6,5. Македонскиот зон политикот се треси, растрачан е и се брка гласот на народот. Но како да некому му се прикажува гласот на Господа. Не знам дали ќе ме сватите за ова второво, ама ќе се потрудам во емисија и да го објаснам. Видите, да видам искрено очекував многу повеќе. За сите зборувам. Значи, нема почеток да делам. Од 11 субјекта кои аплицираат за освојување на власт, од кои 2 субјекта ВМРО, ДПМН и ДУИ се субјекти кои ја бранат власта, сака да задржат да веќе стекнатата власт, лично мислам дека требаше поспремни да бидат, од причина што, поготово овие другите 9, власт не се така лесно освојува. За власт треба да имаш стратегија, за власт треба да имаш политичка платформа, за власт треба да имаш програма акциона, за власт треба да имаш добра порака до избирачкото тело, треба да имаш добар слоган и добар политички маркетинг, вклучително изборен маркетинг. Ја гледам... Па, видовме лоповлук, сега ме провоцираш, Љубејче, па видовме лоповлук. Некој украл од некоја соседна држава, од север од Србија, на политичка маргинална партија од крајната десница, радикалната десница, украл политичка програма, украл лого, украл слоган, а ваму другого го обвинува дека некој спот бил плагијат. Значи, зборувам за СДСМ и коалицијата, дека 2 години се спремаше за битка, 2 години одложуваше избори, еве конечно начекавме да ни се случат демократски, слободни, фер избори. Ја не употребувам кредибилни. Кредибилни е за личност кога збориш. Дали имаш кредибилитет или немаш кредибилитет. И сега кога дојдовме до тоа, се најдовме затекнати од пред 2 дена, јас дознавам, не го знаев тоа да бидам искрен, ама го проверив. Имам пријатели, а и сум живеел и работел во Србија. Точно е, се јавија луѓе, велат ке процениме, дали ке тужиме, дали замешателство ке има и ово и оно. Ја да бидам искрен, ја на сите 10 субјекти им сугерирам, нека ги повикат господата од Север, да кажат дали вистински им е украдена програмата, дали вистински им е украдена платформата и така натаму, и дали со нивната програма СДСМ и опозицијата учествуваат на власт. Добро, околу тоа толку сега за сега. Очекував многу повеќе од ново формираните субјекти. Не знам дали приметувате, прва моја констатација, од 11 апликанти за освојување на власта, 5 се ново формирани.
во албанскиот корпус, во македонскиот табор, и од нив, да видам искрен, не само од СДСМ, очекував многу повеќе. Не наоѓам, не гледам спремност, не гледам атмосфера, не гледам капацитети и ресурси вклучени, дека ќе се освои, ај не власта, ама колач од власта, за да бидат респектабилни во договарањето кои ќе се прават постизборни коалиции. Еве и пример да дадам, например. Левица. Сепак најдобро спакувана од новоформираните, само кај нив најдов политичка програма која барав по интернет, најдов акционен план, најдов 15 најбитни прашања, па видов, да бидам искрени, и солиден слоган "Искра во мракот", ја би рекол во тунелот. Во мракот многу е мрачно, во Македонија не е толку мрачно. Не, мислам, не е толку. Чак што реши многу сончеви денови имаме во годината. И сега, полно што се залагаат, чисто левичарска партија, и ја би рекол вистинска социјалдемократија. За мене, за едно ниво повисоко лествичката ја издигнале од СДСМ, има убава партија, нивна, оригинална, досега ниту никој, ниту јас, ниту некој друг ги обвинил дека ја украле програмата, но според ресурси колку вклучиле, според тоа како се организирани, сега они се правдаат, велат, ние ќе одиме само на средби со граѓаните. Море луѓе и за средби со граѓаните, знаете ли колку луѓе ви треба на терен, колку општини се. Значи треба ресурси, лично мислам недоволно се организирале, иако ја не сум левичар, ја ги видов као добро спакувана партија за избори, ама неподготвена. И нешто сега во последните 2-3 дни некој вријање има таму, некој основоположник или основивач сега се буни и така натаму, ама тоа е работа што ќе се ја решат. Тоа е работа што ќе се ја решат. Ајде сега одиме во албанскиот табор. Беса. Да видам искрен. 23 години се бавам со ова. Ме предупредува дека најголемата грешка ја правам кон Беса. Моите колеги со кои соработувам, лево ориентирани, десно ориентирани аналитичари, се дружам со сите и ми викат Беса е победник во албанскиот блок. Тоа, впрочем, ај не можам да им простам, по наводници. Тоа, впрочем, го слушам и од луѓето што одат по студијата и зборуваат, ја репрезентатираат Беса, ја представуваат Беса, и на 24 телевизија или на Телма, каде чу, вика, ние сме победници во албанскиот блок. Ајде, ресерч правам, слоганот не можам на Беса да го најдам. Политичката програма не можам да ја најдам. Елин без. Видиш, пред мене си, браво. Превод ќе ми преведеш малку? Добро. Преведував на другите, најдов на другите. И сега, Беса факт е дека се албански интелектуалци, факт е дека се млади луѓе, ги гледам по анализите, по разговори, дебативе што имат. Ама Љубиша, едно знам, бидејќи сум човек од терен израснал, дека во петката и во шестката кај што треба да црпат гласови, добро, и во двојката треба да црпат гласови, дека немат инфраструктура. Партија без инфраструктура, ја не сум сретнал досега да победи или да освои поголем дел од гласовите, за да каже, еве, јас можам да се договарам за влада или за составување на влада, или еве да практицирам власт. Така да, лично мислам, Беса навистина ќе биде позитивно, ќе биде освежување, ќе биде изненадување на изборите. Не ја ставам пред ДУИ, значи давам одговор на нивните смели изјави дека они се победници во Албанија. Однапред, и тоа, пази, однапред. На тројца им броеви дека кажува така, некоја стратегија им ја предпоставувам. Одговорно тврдам, не одговорно, него, ево, со моето знаење и искуство тврдам дека ДУИ ќе е првиот. Потоа, кога ќе дојдам за ДУИ ќе објаснам. И лично мислам дека доколку беа на терен организирани, а не чув дека, оно што истражував, чув дека зеле едно крилце нешто од ДПА, па едно крилце од ДУИ, па преку нив ќе се презентирале во петката и шестката, мене тоа е многу сумнителна работа. Тоа е како лицето си го покриеш и наместо твој човек оснимаш да пратиш да го брка гласот на народот, праќаш некој што до вчера бил во ДПА, што бил во ДУИ, не верувам дека некои ефекти ќе има од тоа. Не верувам дека ќе има од тоа некои ефекти. ДПА, доаѓам до моите симпатии од времето со кој сум работил, со кој сме имали убави работи. Слоганот им е чекориме напред, не, чекориме право. Да беше одиме напред, ќе ви откривам една тајна, ама тоа од прилика е исто, ама не е исто. Тоа е најкористен, имам податок,
слоган, крилатица што викат србите, мисла за менеджментот, за маркетингот, ако сакаш успех. Go ahead, викат англичаните и американците. Барем да го направеа така, ја мислам многу подобро ќе беше ути, ако одиме право, не. Денес во живот се добива кога одиш цик-цак. Не да имаш нормално. Не одиме цик-цак. Не, ја пример само давам. Тоа е латералното мислење, сакам да кажам. Право мислење, право одење кон целта да погодиш во центар многу ретко се случува во животот, па и во политиката. И лично мислам со таа измена да беше програмата не стигнав да ги видам поентите, да бидам искрен, и они као да нешто чуват за вториот дел во кампањава. Лично мислам дека они ќе се на граница на второто место, еве Беса им е сериозен конкурент, ама мислам дека ќе го задржат второто место. Добро, ќе направиме тука мал брейк, имаме време за разговор, малку реклами, а потоа се враќаме со неколку интересни прашања за кои што сакам да слушам кој е вашето размислување. Одиме со реклами. Еве не повторно во отвореното студио на телевизија Нова. И слушаме генерално првите искажувања на моите гости околу тоа како тече кампањата. Можеме у детали да одиме, нас би се задржал една синтагма што често се употребува, не знам дали вие споменавте дека негативна кампања, дека се води негативна кампања. Мене малку ми е нејасно тоа што значи негативна кампања, бидејќи како што можам да видам и во САД имаше некоја негативна кампања, е некој репер за демократски кампањи во светот, ако ја земаме условно речено. Значи, што значи тоа негативна кампања, дали е, кој ја употребува, зошто? Има подпрашање, ама да не го забравиме, влие ли таа на излезноста на граѓаните, бидејќи ја гледам сега рекламата, кај што ДИК повикува на граѓаните да го остварат своето граѓанско право, и за Костов и за Додовска. Има еден феномен. И двете политички партии, двата табора, повикуваат на голема излезност. Во теоријата се вели, ако има голема излезност, тогаш наводно доаѓа до промена на расположението. Но очигледно, во сите изборни циклуси ВМРО ДПМН повикуваше на голема излезност и носеше победа. Дали е кај нас нетипично тоа и како ги анализирате овие теории, да речем, за... Па добро, негативната кампања во Македонија не е непозната, таа од самиот почеток на плурализмот е присутна, иако морам да признам, јас не можам да се споредувам со господинот Костов, тој е сведок на многу процеси. Јас она што го помнам и од она што сум го совладала теоретски, а и од времето, нели, од 99-та, 2000-та година, од кога почнав активно значи да имам да станувам на некој начин социјален активист и да се вклучувам во некои општествено политички процеси, можам да ви кажам дека порано навистина нивото на комуникација и во најцрните периоди беше на многу повисоко ниво од денес. Тоа се забележува, значи сега некако како да изгубен срамот. Она што го споменавте со споредбата со Соединетите Американски држави, и на светско ниво, но и во научните кругови веќе сериозно се дебатира и се пишува дека ова беше практично највалканата и на низок ранг, значи кампања, политичка кампања која што се одвиваше за нели претседателските избори во Америка, и дека истата нели ќе влија и понатаму на реперот кој што после тоа ќе се прави кое дно поголемо нели ќе се допре така натаму. Тоа е една голема навистина и обсежна анализа која што мислам дека да не губиме време толку за преку барата. Она што кај нас е посебно одразливо е во недостаток на аргументи. Знаете како, има една многу убава кампања за читање на книги. Јас тоа со мојата ќерка која што во пубертет постојано го правам дома. Постојано инсистирам да се чита повеќе и постојано добивам контраргументи дека сега на чат има нешто, на интернет и така натаму, сега серија некоја почнува на Fox и така натаму. Зборот ми оваа споредба кажувам, значи има една веројатно за тој тип и за таа популација, но и сеопшто за граѓаните е направена една многу убава кампања за промоција повторно на читањето, а тоа е каде што два лика гледаат еден во друг, во едниот има нели книги во мозокот и смиреност, додека од спротива има агресивна
личност која што извикува. Тоа е недостаток на аргументи, недостаток на идеи, недостаток на концепти, знаења. Сето тоа во голема мера влијае на тоа каков тип на политика ќе изберете. За разлика од значи Социјалдемократскиот сојуз и тоа што претходно го спомнавме, ВМРО-ДПМН се одлучи да води проактивни политики и они еволуираа во сите овие 10 години од кога се начело на извршната власт. Се разбира, почнаа со помали концепти и потоа ги надоградуваа и ги прошируваа. На тој начин привлекоа не само што си го собра, речи си целото десно, значи да речам целиот десен електорат. Значи, тие мора да понудат нешто што го сработи. Па видете, ние ги видовме... Не може да очекувате, ние направивме тоа и тоа. Тоа не е по-класично ветување што може да направи. Видете, Љубиша, например, времето на Социјалдемократскиот сојуз, 8 години на власт, видовме дека можат ништо да не понудат. И за господинот Заев сум коментирала многу. На цела територија не може да направат нешто. Значи, ке ни останува тоа да ветуваат. Зоран Заев стана председател повторно на Социјалдемократскиот сојуз и ја запусти уште повеќе струмица. Да имате, значи човек треба да знае до каде може во животот. Тука е грешката, тука се пропаста на многу голем број, добро, но гледаме, има резултати, имаме информации, имаме поплаки од граѓани, не се појавил во општината, оставил таму некој друг во негово име да ги раководи работите, ветил многу проекти, не ги исполнил. И сето тоа си има влијание. Нема забелешка. Секој човек, секој граѓанин има право доколку сака и доколку смета да почне и да се пробава и во политика. Тоа е во ред. Она што не е во ред е кога влегувате во корпус на прашања за кои што не смеете ни да помислите. Како мислиш, што мислите? Еве ќе ви кажам еден наосновен пример. Например, Зоран Заев прво го изгуби од најголем дел интелектуалното крило кое што беше околу Бранко Црвенковски. Едноставно тие луѓе не загризуваат на Зоран Заев. Се работи за луѓе со собствен изграден индивидуалитет, финансиски доволно стабилни и доволно изградени за да не мораат да го слушаат Заев, кој што требаше да почне од буквата А, прво требаше да научи да зборува. Ова е сега наташна критика од Па не, ова се анализи на мои колеги кои што биле порано членови, кои што биле активни. Значи јас да ви кажам, јас не сум партиски активист, ниту представник на политичка опција. Не, СДС познате да критикувате партијата. Но јас и мене секогаш многу ме интересира, добро, тоа е добро за дебатата, секако го прифаќам. Знаете, за да можете да го разберете некого зошто не се согласувате, треба добро да се информирате. Значи, никога не сум делегитимирала само по дефолт. Затоа што ако приметите, значи, јас сум продесно ориентиран аналитичар. Но, например, политиката која што ја бранам има голем број на либерални и кон лево концепти, кои што, например, за мене некои прашања не се толку важни. Ако ме прашате мене лично. Тоа сте по-радикален десничар. Далеко тоа. Далеко тоа. Не, мислам дека тоа е популизам. Значи, тоа не мислам никој сериозно. Од друга страна го гледаме Зоран Заев кој што се зафаќа со некои национални прашања, со глобални прашања, и за кои што на момент, ако навистина сега слетате од месечината и застанете во Македонија, ќе си речете, конечно еден политичар да го реши албанското прашање. Или ете, конечно еден човек кој што ќе го реши спорот со името. Така немаше досега луѓе, немаше мажи и жени, еве тој ќе го напрето. Малку по-народски го стимнувам ова во објаснувањето од друг аспект. Секако дека не. Значи, секој кој што малку бил инволвиран во било кој процес, многу добро знае дека ништо во политика не е 1-1-2, ни една точка А не завршува точка Ш и така натаму. Како што каже господинот Костов, има голем број на амплитуди, различни агли и рашетување додека да се дојде до одредена цел. За некои прашања треба многу време, генерации. Она што е основно е дека треба да се знае секој кој што планира да биде дел од оваа држава, да биде плаќан од граѓаните, да ги задоволува корпусот на прашања за кои што ќе понуди програма и за кои што граѓаните ќе му речат добро, можеш тоа да го правиш, треба да внимава на светоста на уставот. На времето нас на правниот факултет не учеа професорите по уставно право дека на уставот треба да му се пристапуваме со треперење на раката. Дека уставот е исто на исто ниво како Светото писмо, како Куранот и како Торакот. Па не, албанците нивни изјави најчесто се инсистира на промена на уставот и
Јас имам впечаток Тоа дека јавно ние не говорат, правиме што е- една разлика. Ние проблемот со албанското прашање го решивме во 2001 година. Подпишавме Охридски рамковен договор и тие, значи, одлуки од рамковниот договор ги имплементиравме во уставот и во законите. Последното нешто што требаше да им го завршиме и го направивме тоа виртуозно благодарение на Фондацијата Сорос и власта на СДСМ, која што by the way ги кошташе после 2 години губење на власт, е Законот за територијално административна распределба на Република Македонија. И тука завршува приказката. И вториот момент кој што секој обичен граѓанин што ќе го прашате на улица ќе ви го каже истото. Тоа е мајоризацијата на малцинството врз мнозинството. Ако треба да се вработи македонец, тогаш идат уште двајца албанци во администрација кои што по некаков рамковен клуч и постои одредено министерство кој што одма ќе ви даде нотификација, дека мора да бидат примени. Внимавајте, никој не зборува за квалитет. Јас, например, сум воспитана да ги почитувам сите. И за мене сите се пред се луѓе. Но во Македонија, како македонска граѓанка и како деловно способна, не дозволувам да бидам третирана како граѓанин од втор ред со националистички фрази кои што и немаат логика. Во реалноста не кореспондираат. И секако, сите прашања, не само на албанците, туку и на сите помали етнички заедници во Република Македонија. Љубиша, можеме да ги решаваме стихино. Значи, сите прашања, на секое прашање може да се даде одговор доколку е логично и доколку му е дојдено времето. Ај вака, да не го занемариме господинот Костов, не сте во тема. Бидејќи отворивте, да продолжам со подпрашање, што мене малку во овој јавен дискурс и со вас и со останати колеги има голема разлика околу коментарите на улогата на политичарите, околу правата на албанците. Значи, ми се чини дека од една емисија во друга слушам сосема диаметрално спротивни сваќања на тоа, особено и албанците. Има тенденција да се прикаже и самиот Заев или вие или било кој дека се обидува да им даде премногу права на албанците, дека територијалната поделба, дека јазикот, дека федерализација. Кога ги слушаме албанците, тие мислат во историјата на коалицирањето, најмалку што добиле биле Социјалдемократскиот сојуз. Така е. И тоа е точно. Па сега има една противречност. Дали СДСМ им дава на албанците или не им дава. Тоа е едната страна. И од друга страна, неправдано можеби, и го слушав и лидерот на ВМРО ДПМН, на некни, неправдано се чувствува дека ги сметаат за националисти, кои што ништо не направиле за правата на албанците, а 10 години се во коалиција со ДУИ. Значи сега не знам како да ги мериме работите. Кој е тој што е добриот или лошиот, кој прави за албанците, кој не прави. Дали тој што прави е добар или лош? Не. Проблемот е многу поголем, многу посуштински, покомплексен, ама може ли 2 минутки пред да го дадам моето толкување, да кажам позитивна и негативна кампања, да не оставаме неправдани. Те молам. Тоа што експертиза секој се. Не ми изместуве. Не ми прави така. Значи, еве ти пример негативна кампања. 100 причини зошто да не гласате за ВМРО ДПМН. Обртно. Треба да биде 100 причини зошто да гласате за СДСМ. Зошто се бавиш со твојот конкурент? Кажи 100 причини зошто да гласам за тебе. Добро, не остануваат должни власт, сега да се разбереме, секој на секого му прави ниски удари. Зошто овој пример ви го дадов? Доколку слушаш спин доктори, ќе имаш негативна кампања, а спин докторите потекнуваат од тимот, и тоа многу јакиот тим, на Роналд Реган, и за уште појакиот тим на Тони Блер. Се имат на котено, да ми простеш, на секаде низ Европа, дојдува на балконот во Југоисточна Европа и 10 години ни спинуваат работи во политичката сфера. Еднаш ни нагласуваат сигурност, еднаш ни нагласуваат човекови права и слобода и не знам што све и така натаму. Во вистинска позитивна политичка кампања, изборна кампања, кога се бориме, надпреваруваме за освојување на власт, треба да ги слушаш политичките советници, значи political advisor, кои не спинуват, кои долго време те следат како политички субјект. Они го кажувате на политичарите? Не, вие ме прашате, ја објаснувам на граѓаните на крајот на краишта, а на политичарите кога ќе ме ангажират. Ама веќе не го работам тоа. Така да, значи, не сум видел по тим во кој има политички советници,
А обично кај нас велат само PR тим. Не е тачно само PR тим. PR тимот е еден дел само. Тоа се агенции многу комплексни да советуваат негативно да се води. Бидејќи сега некако територијата ја запоседнаа спин докторите. А самото знаеме што е тоа извртување и цела наука и неслучајно се доктори наречени, кај нас не се случува одредени субјекти да имаат негативна кампања. Да не бидам лицемер, ќе ви кажам кога почна. Двојца се живи актери, едниот е починат, ќе го спомнам, иако се најдобро за починатите. Автори, тоест првите луѓе кои практикуваа негативна кампања во Македонија се Бранко Црвенковски, Лјупчо Георгиевски и Киро Глигоров. Последниот вадеше прљав веж за Васил Тупурковски, а останатите двојца еден со друг, да не кажувам што се напаѓаа. До тогаш немаше прљави кампањи, само два избори имаше, еден локален и два парламентарни избори, а од тие случаи, па наваму, нема, па негативна кампања. Не се согласувам дека работиве се толку негативни. Не се согласувам дека македонското избирачко тело гласа негативно. Напротив, уназад 10 години гласачкото тело гласа за. Имаме нова парадигма. Парадигмата на победникот ВМРО ДПМН со коалицијата. Не е гласање против. Некој се труди сега да биде гласање против и да видиме дали ќе биде. Мислам дека состојбата не е созреана. Не е целосно елаборирањево, да се вратам на ова првото прашање што ми го поставивте. Видите, прашањето е предодговор. Да, за албанци. Не, сега за албанциве. Видите. Па, составот парламентарен прв, кој извонредно го ценам, на 91-а, 90-та, 94-та, и составот 94-та, 98-та, кој воопшто не го ценам, од сите аспекти, работиве не ги решија со албанциве, особено првиот состав, ама вториот као поискусен парламентарен состав требаше да го реши албанското прашање во Македонија, не го решија. Врелиот компир му го оставија на ВМРО и на Демократска алтернатива и знаеме што им се случи. Не до истера до крај работава, едните се повлекоа, едните останаа во битката. 2001 година ни се случи што ни се случи. Под присила се согласивме на тоа што се согласивме. Мене ме прашуваш, ја лично не се согласувам. И тогаш и сега. Прашањето албанско кај нас е решено во уставот. И сега. Да, затворено, со уставните амандмани. И се рече дека ова е последно вакво барање и исполнување и сега одиме во имплементација на нив. Се говореше за Сега, ќе летнам до Берн и ќе изјавам. Не важи рамковниот договор, ќе одиме преку него, тоа е рамка на 21 век, не признаваме рамка, ќе го минуваме уставот. Ќе дојдам пред електоратот во Република Македонија, ќе кажам не дозволувам уставот да се менува и ќе додадам, јас не зборувам за двојазичност, Никола Груевски тоа го наметнува. Па кој збореше за керка му, за неговите деца во Струмица, дека не требале да учат турски јазик, не требале да учат албански јазик? Зошто го збореше тоа? Овој лидер на СДСМ и на опозицијата не е свесен или не ги научил некои лекции од историјата. Не е свесен за геостратешката положба на Република Македонија. Предпоставувам или начул, ама не разбрал, што е мегали идејата. Тоа е од југ опасноста. Што е начртанието на Герешанин од север. Што е уставот на бугарите од 1878 година, кога кажале не постои Македонија, ова е бугарска територија, ова е бугарски народ. И конечно да дојдам до Призренската лига, ја не сум сигурен, ама вториот дел од 19-тиот век, 1879 или 8, така некако е. И што бара Призренската лига, и вечера не знам дали успеавте пред да дојдете во студиото да видите што се формираше во Албанија. 5 општини од Црна Гора, од Косово, од Албанија и Македонија прават унија. Сега пази, на Македонија некои сервира федерализација или конфедерализација, знаеме што значи тоа, раздржување, а ваму на општините албански ќе правиме унија од 4 држави. Па, Призренската лига тоа го кажуваше пред 150 години, Љубиша. И затоа ви велам, некој не ја совладал таа лекција, многу лесно мислат, ке испазарува Муки, овој другиот Адеми,
Ке кажат некои работи кај албанците, ајде албанците од ДУИ и ДПА ќе гласаат сега за Заев. Тоа е научна фантастика, нема да се случи. Штета што не учиме, имаме прекрасна литература, балканскиот мегаетникум. Знаев дека вакво нешто ќе ни поставите. Ова е од веќе починатиот Димитар Мирчев, не опоменува професорот дека сите имаат национални стратегии, дека ние немаме национална стратегија, а извинете, оноа 10 години што го прави ВМРО ДПМН, и затоа го симпатизирам ВМРО ДПМН, иако не сум негов член, е македонската стратегија да се зачува името, да се зачува јазикот, да се зачува културата, да се зачува теоријата. Апелирам до Ману, нека седнат, нека направат стратегија, да и понудат на политичките субјекти да се усогласат еднаш за пустите црвени линии на Македонија. Бидејќи немаме ние таква стратегија, некој препознал во Заев. Нека ми прости Заев, алатка, инструмент, за да ги отвори прашањата кои се затворија 2001 година, да бидам искрен од 90 до 2001 не, ама некој немаше храброст тоа да направи. И сега ајде, ќе отвориме Пандорината кутија, духот ќе излезе и не чине ВМРО, не чине Никола Груевски. Не е точно. Овие луѓе, колку можеа, и да бидам искрен, и ДУИ. И сега ДУИ, видите што е приморан. Во кампањата веќе и ДУИ зборува. Ке има двојазичност и така натамо, во потрага по гласови е. А ја колку знам, 10 години, нешто повеќе се навлазле, ама тие се бореа за имплементирање на рамковниот договор. Рамковниот договор имам веродостојни информации дека некаде од 85 до 95% е имплементиран. Останува некој пат нема идеално. И сега ајде ќе правиме федерација и конфедерација. Во децентрализација. Значи, Љубиша, не е ствар да дали некој некому му ветил или му дал на албанците. Не, мораш да си чесен прво кон себе, мораш да си чесен кон електоратот, кон граѓаните на Република Македонија и да не играш двојна игра на Јанус, лицето на Јанус. Но, видите сега па ја друго што велам. И овде завршувам. Заев, ја го гледам, знаете како? Прости ми Боже, одработува за ВМРО. ВМРО си ја знаеме што си ги има телото, си ги знаеме членовите, симпатизерите. Лично тврдам на овие избори на контото на ВМРО ќе одат гласови од Заев. Ги гледам митинзите. Во Прилеп почетен митинг, наместо да имаш 10-15 илјади луѓе, Заев има од 2,5 до 3,5. Од 3 места прашав, ми рекоа 2,5, 3,5, 3 илјади гласови. Го гледам Кичево, 300-400 луѓе. Го гледам Тетово, 500 луѓе. Се говореше и за времето на Бранко Црвенковски, која беше. Како? Истото тоа се коментираше дека работи за Не, тоа е минато време. Тоа може би, тоа да. Иначе ова се факти, видите, Беса ја полни салата, ДУИ ја полни салата, Заев ни не мисли да влезе во Борис Трајковски. Што му се случи во аеродром, што му се случи во Куманово, не му излезе членството и симпатизерите. Значи, да се разбереме, Љубиша, сите си ја сакаме Македонија, македонецот беше удрен по главата од овие дисонантни изјави на Заев, еден ден една, другиот ден спротивна, третиот ден трета некоја, и, пази, никој не излегнал на крај со народот, со граѓанине. Тоа да го знаеш. Народот, ке си процени. Тие што му веруваат на Заев, си му веруваат. Дали ги нема сега, да знаеш. Се намалени? Ама еве, јас со фактите зборувам. Слики, сакаш да ги покажам? Не. Значи, нема, митинзите на СДСМ се осипани. А видиш, ја вечера и не сакам да зборувам за ВМРО. А синој ќе видите што се случи у центарот на Скопје. Еве, не спомнувам бројка, ама енергија претворена у синергија. Не видов луѓе да ги влечат за ушиња. За да не ја спомнам бројката, над 80.000 луѓе, можеш ли да влечеш, бе, Љубиша, ти кажи ми за уше? Така, да. Проблемот е многу опасен за Македонија. Значи, прашањето, е многу битно. Заев чепна во она жила куцарица, како ја викаме на македонски. Значи, чепна таму кај што не се гиба. Тоа е, знаеш како, тоа како на човек во душа да му гибаш. Ја имам на еден израз, ама немам се бенди се да го кажам. Тоа е типично за мали фроидисти, чепкачи на човечките души. Не, бе, во Македонија, бе, и така климаво стоиме со некои меѓународни признавања и сега чачкаш негде кај што нему е ни време, ни место. Јас само уште една мала додаток би сакала да кажам. 90-тите години имав прилика да погледнам стари видеокасети
на мои блиски кои што снимале изјави тоа време, за времето на отцепувањето, значи дисолуцијата, нели пред референдумот. Значи, генералниот значи, естаблишмент на политичари и представници на политички партии зборува на српски, на македонската телевизија. Тука е она што го кажува господинот Костов и тоа, значи, практично, знаете како со петни сили и оваа власт се обиде, иако морам да кажам, националната стратегија во образованието е погрешна и има многу работи тука да треба да се поправат, ако сакаме сериозно да направиме добро образование. Тука бевме со професорот Јовановски. Тој, например, може да ви одржи 2 сати цела една експликација за тоа зошто грците се толку компактна нација. Токму поради силното образование што од градинка, како се воспитувани, како се грците така не се најдемократската цивилизација како што биле се. Не знамо, Европска унија, заштитено милениче. Национален консензус против Македонија, тоа не е доброто што го има и што е за нас добро. Значи, не се работи само кон Македонија, туку се работи генерално за чувството за самиот себе си. Тие ги во себе си ги абсорбирале и другите етнички заедници, им ги наметнале своите имиња и своите презимиња. Ги одземале правата на македонците, тоа не е добро. Азијати донасат овде, у Северна Грција, од Северна Грција носат за Азија. Ама успеале, не ворете, успеале да создадат држава, тој пример го гледам. Ние имаме држава која што ја губиме. Ја губиме, Љубиша, на овој начин. Секоја година помалку и помалку ја губиме со ваков тип на несоодветни политики. Например, сега ќе ви кажам, една грешка што се направи по подпишувањето на... Значи, граѓаните ќе одат колатерална штета, за нив највеќе мислам. Ваков тип на отварање на теми и прашања... На политичарите, мислам, на дел од политичарите. Тоа е катастрофа. Например, истото се случи 2002 година. 2002 година ВМРО исто така изгуби неоправдано. Значи, они не беа виновни што им се случи. Бегалска криза 99-та, конфликт 2001, се обидоа максимум дадоа. Значи, тоа е сигурно така и сите тоа го знаат. Но изгубија власта. Премногу е негативна енергија и истиве средства, истиве приказки, истиве НГО, АМНГО и сето тоа што се случуваше тогаш. Тогаш, во тој период, јас пишував за еден дневен вестник и една од моите тези, како млад човек, тоаш беше вака. Како да спасиме државата? Значи, себе си изземате во такви моменти. Се заборавате на тоа што ве чека вас, може би ништо. Но размислувате како да го задржите ова што го имате. И тогаш, значи, сватив дека единствено нешто што, за да се зачува концептот на унитарност, во тој момент, во таа прв бран на пацификација е потребна консензуалната демократија. И таква порака испратив. Тогаш реков, Георгиевски и Црвинковски треба да седнат и да водат Македонија заедно. Мора да излеземе, мора да се знае ова македонска држава. Значи имаме Албанија соседна, имаме Косово во соседство. Кому не му чини, има држава. Ние немаме друга резервна држава. Видете, не е можно затоа што знаете како дека е утилитарно. Ние премногу дозволивме. Не е невозможно. Ние премногу дозволивме и затоа сега се браниме од своите одлуки се браниме, Љубиша. Знаете, јас кога настапам вака, стварно не сакам да ме сватите погрешно. Јас имам почит за сите граѓани кои што не се од македонска националност. Сите ги сакам и ги почитувам. Сите дојден имаат исто еднакво право како сите нас. Но мора да постои правила и ред. Мора да се почитува државата. Ќе ве потсетам на уште нешто. Зошто кампањата на председателот Иванов 2014 година беше државата пред се? И тоа некој не го свати? Не го сватија. Со многу мои колеги кои што се од спротива, значи на страната на опозицијата поддржувачи, ме напаја за истото. Зошто одбрал таков, тоа е премногу радикален слоган и така натака и велам туѓе. Тоа беше одбрано сосема на место, бидејќи тој како председател, кој што сега втор мандат бара, нели, од граѓаните доверба за да оди во втор мандат, тој знае што е најприоритетното прашање. И еве, 2016-18, крајот на 2016 Љубиша, и го живееме тој момент. Можеме да одлучиме, да останеме амбровни, да дозволиме постојано да не пимплат и главите да ни одат надоле, нели на ведната глава сабија не ја сече, или да седнеме во спротива со сите, значи пред нас да ги седнеме политички албански елити и да им понудиме, значи да не се влегува во такви разврски, да се отвори општеството и да се ослободиме од тие стеги. Бидејќи на крајот од денот сите етнички Љубиша, не разбрам. Многу едноставно. Ми зазвучивте на Заев.
Не, зошто? Не. Затоа не Апсолутно да се не, отвориме, Љубиша, зашто? нема пратите. Значи треба да се отвориме и да седнеме, значи апсолутно да ги демаскираме овој тип на злоупотреби кои што се обидува Заев да ги направи на Македонија. Ова не е негова лична желба. Ова е сервирано, сега не сакам имиња и презимиња да кажам од кои центри кои што веруваат дека ќе им победи нивниот претседателски кандидат во САД, кои што финансира изгореа цела југоисточна Европа, создадоа немири, ние бевме еден мал пример на исто сценарио, кои што сега со последните, како да кажам, импулси се обидуваат да направат нешто бидејќи некому му должат. Да помогнам. Вака. Да правиме само еден брейк за вториот блок реклами, а потоа завршуваме и има уште 14 минути. Еве не последната третина, 33% од дебатата во отвореното студио на телевизија Нова. Најмалку говорам, а засипнав, не мисли, че на некој начин го изгуби гласот. Одиш на митинзи, одиш? Не, од дома, викам, не видов. Имав многу прашања, оние кои беа типични пред почетокот на кампањата, а тоа е дали сите аспекти се исполнети за одржување фери демократски избори. Мислам дека нема да ги одговориме денеска, вечерва, бидејќи заглавивме или одвоивме важно време на... Или вие одвоивте по ваш избор на некој начин на меѓуетничките односи кои што се наметнува. Може би вие не наведовте? Не, јас сум спин доктор, вие сте возрастни. Не е тоа спин. Сами одровте таа тема. Може да кажемо напред рекламите што сакам да кажам? Кажете. Ака, значи. Самиот факт дека вечерва добро време поминавме зборувајќи за прашањата што ги наметна Заев, држи констатацијата на почетокот што кажавме. Дека некој е неспремен и дека сме малку разочарани од она што се случува во изборната трка. Значи, во една изборна кампања не се зборува за тешки национални прашања, не се зборува за федерализација, за конфедерација, за двојазичност, за менување на устав. Не, се зборува што ќе понудиш на неговото величество избирач за да те заокружи на 11 декември и да освои власта. Ова вашето големо искуство од пиар го говорите, од пиар аспект? Не, она што сум работел на терен, и она што сум пишувал книги, и она што мене ме обучувале, сега да не ти кажувам школите, Бонгран Франција, Сегала Франција, или овие спин докторите од Америка. Значи, верувај ми, Заев ја одмести темата, ама на негова штета. Ќе видите колку гласови ќе оспива од албанскиот кампус, ќе видите колку гласови ќе оспива од македонскиот. Резултатот, знаеш како, сумарните резултати, сега со една мисла ќе се послужам, за некого ќе видат суморни. Верувај ми. Топ листите што ги најавуваше, ќе му испаднат тропа листи. Бидејќи си поигра и со интелектуалците, си поигра и со граѓанскиот сектор, кој не смее да се меша во политиката, тоа е корективот на политиката. А ваму ги настава на добитни места, како што велат, и така натаму. Не знам дали успеав, барем малку да те разубедам, темите за изборна кампања се сосема други. Не се овие. Не, јас не сум убеден, не сум неубеден. Јас сум неутрален, немам став кон... Јас да се надовршам исто, апропо на темата, бидејќи навистина е на цела динамична и добро е тоа, сите не држи, значи, да кажам, во една тензија која што е позитивна. Тоа што изостанавме да го експлицираме и добра беше сугестијата. Значи, ако погледнете од 2006-та навам, и во првата влада која што формираше господинот Никола Груевски и до 2008-та партиципираше ДПА како традиционален партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Потоа, поради различниот скор кој што го има во парламентот, предимството го доби ДУИ, иако лева партија, тие со практично Бадентерово правило влегоа во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Во изминативе 10 години, и точна е таа констатација, дека во СДС време најмалку се направило за албанците, најмногу и пострадале албанците, баш во периодов анализирав еден труд, пишувам. Гостевритетово ги тепа, па ги тепа. Тоа сакам да кажам, значи пишувам еден труд за Америка и правев една анализа, посебно гостиварските настани 97-та година. Апропо тоа, значи многу добро се разбираме со господинот Костов. Ќе видите, тоа е, значи таму имаше 3 цивилни жртви.
И ако земете во сите извештаи, 97-та година настаните се сметаат за најава на конфликтот од 2001 година, бидејќи тогаш македонската полиција првпат откри огромни арсенали на оружје во шахти, во подруми и така натаму, што требаше да биде некаков сигнал за власта кој што се парализираше и не направи ништо. Ги осуди двајцата градоначалници само на 13 години затвор, кога дојде власта на Георгиевски, одма беа тие ослободени и така натаму. Значи, ако погледнете наназад, само во времето кога на власт е ВМРО ДПМН, се прави компромис и се прават отстапки во однос пред се на по најголемата етничка заедница после македонците, тоа се албанците, барем според пописот последен што го имавме. Но не треба да се заборави уште еден аспект кој што многу е сензитивен и ги допира граѓаните и ги револтира. Македонија не е бинационална држава. Македонија е мултинационална. Ние имаме повеќе етницитети кои што екзистираат во Македонија и се чувствуваат дел од оваа земја. Ја сакаат Македонија. Моите пријатели албанци се родени во Македонија. Се најмалку 2-3 генерации овде, ако не и повеќе. Значи, повеќето од нив имаат силно чувство за тоа каде се и што се. При тоа, со почет и респект на она што има мајчинско потекло, јазик, култура, што е интересно и многу, многу убаво. Тука ќе ја споменам исто така карактеристична и влашката етничка заедница. Исто така тоа е со српската. И така натам поголем број од обичаите кои што ги имаме ние во усвоено се всушност Бошњаците, ромите си. Бошњаците, роми, така натаму. Сето тоа е една добра микстура од која што Македонија прави пример и македонското општество го прави пример за мултиетничност и мултикултурност. Во вистинска смисла на зборот. Во време и во ера кога и западните либерални демократи покажа и докажаа дека не може да ги спроведат и да ги имплементираат на таков начин во нивните општества. Да, тие ги сакаат и ние тука проговоривме еднашка за тоа малку, тоа ми е мене особено интересна тема и затоа ја повторувам, но со цел. Значи, тие ги повикаа, точно е, Меркел ги повика да дојдат мигрантите, да се приклучат во Германија, но како граѓани од вторет, не како граѓани кои што утре ќе ви направи беса, не знам, или партија на курди, или партија, не знам, на сирици, и одма у Бундестаг, и одма двојазичност, тројазичност, така натаму. Нема тоа, треба генерации леп да се изеде. Ние кај нас некако многу брзо сакаме да стигнеме до некои работи, токму заради тоа што го кажав и преска, што дозволивме, бидејќи самите не бевме доволно свесни, тоест не граѓаните, повторно ќе кажам, политичките елити кои што требаат да внимаваат и на тој дел, или барем да ги слушаат советниците, а ако немале добри советници, требале да си побараат нови, а тоа е дозволата да се направи мајоризација на едно етничко малцинство врз мнозинскиот. И тоа е она што нас не револтира. Имаме уште 3 минути. Значи, само по една реченица, бидејќи не сме на средина, ама изминуваат неделите до изборите. Наистина беше проблем да се дојде до услови за да излезат партиите во кампања, да излезат во трка до избори. Имаше списокот беше проблематичен, беше прашањето на одвојување на државата од партијата, беа медиумите, беше работата на СЈО на некој начин. Во еден збор, во една реченица од обајците за да вршиме. Бидејќи трката трае, веројатно се сложиле околу тоа. Дали сметате дека еви Дик денеска конечно го утврди, да речам, списокот? Се според раковникот. Значи, дали, не ве прашам дали се исполнети условите, веројатно чим оди кампањите се исполнети. Дали ќе дојдеме до ситуација, што е битна, бидејќи на почетокот рековте првата фаза и вие од расчистување на оваа политичка криза, дали ќе дојдеме до ситуација да и покрај негативна, позитивна кампања се признаат изборните резултати. Тоа ми е битно, бидејќи мислам дека тоа е првиот степен, првиот чекор кон спирување на страстите кои што се раѓаат во текот на кампањата, низ разни говори, понуди, економски, политички, така напред. Сега треба да гатаме, да гледаме на Филџин или изборниот хороскоп да го викаме напомош. Вашата логика што говори, многу прашање, многу. Дали одиме кон тој чин? 11 субјекти, значи коалиции 5 и 6 партии, штом влегле, штом во првата третина од изборната кампања нема ни една сериозна приметба, сите се согласиле дека има услови за избори, дека сите прашања се затворени што беа отворени и тука нема разговор повеќе, нема дискусија. Сите си тераат кампања. Ти тоа ги турка за да ги признаат. Многу мудро, ти многу искусно го кажуваш прашањето кое ќе е, а тоа е кој ќе ги признае изборите, кој нема да ги признае. Јас тоа не го знам. Оние кои учествуваат во
политичка битка за освојување на власт, за мене се зрели само ако покажуваат сериозност и ниво на одговорност и кога губат и кога добиват. Такви примери имаме и на едната и на другата страна, позитивни, имаме негативни. Негативните се почесто на лево ставени, но имаме кога имало и мирен трансфер на власт, кога имало и честитање, кога имало и признавање. После се што се случи, после сите остапки што се направија, не гледам причина зошто да не се прифатат резултатите. Не знаеме кој ќе победи. така. Само предвидуваме. Така. Само предвидуваме, Додоска? не знаеме кој ќе победи. Додоска? Па јас мислам дека во наредниот период имаме уште 2 недели до крајот на изборите. Ќе видиме, значи, навистина во однос на десниот блок не верувам дека ќе има некои промени. Они си имаат стандардна политичка кампања од град во село, средби со граѓани, митинзи вечерни, официјалните нели спотови, телописи си оди тоа, се си е дел од процесот. Кај опозицијата гледаме една, пак ја кажам, не само дефрагментација, туку и навистина. Дали е тоа доволно за да се... Па, ќе видиме. Значи вака, јас би сакала само да ви укажам на еден момент кој што не го Немаме кажавме, е време. битно. 30 секунди. Има, значи, еден процент кој што покажува по последната анкета на Брима Галуп, над 40% на граѓани што не се изјаснија. Овие 2 недели битката треба да се одвива на тој терен. За другото во друга прилика. Добра порака и како што велат да граѓаните да излезат да си го исполнат своето граѓанско право од било која политичка опција или за кога ќе гласат. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова. Се надам дека повторно ќе ви имам овде 20 во некој различен состав. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Пријатно.